Историјата на овој настан почна од 2006 година. Вака Мито Митановски од Кичево ја почна приказната за тоа како заглавил во милионски долг кон Комерцијална банка. Митановски ја купил фирмата Тане Целевски, која била во стечај. Раскажа дека го намамиле локални моќници да ја рестартира фабриката што ја купил, но во отворената фирма Металика побарала кредит од Комерцијална банка за таа намена, а Митановски гарантирал со хипотека на банката. Но наместо тој да управува со парите од кредитот, тие завршиле на сметка на фирмата Металика која ја формирале локални функционери. Комерцијална банка даде кредит, а јас заложен должник бев. Го дадов имотот под хипотека. Имотот е купен од 970.000 евра, а Комерцијална банка дава кредит на тој имот 1.400.000 евра. Металика не го враќала кредитот, но затоа правела анекси и го проширувала. Прво за основни средства, потоа и за обртни, без да знае Митановски. Сумата стигнала до 2 милиони евра. Комерцијална банка ја активирала хипотеката и му го одзела целиот имот. Иако под хипотека биле само градежните објекти, сепак Митановски останал и без опремата и без резервите, за кои тврди дека вредноста им била над 3 милиони евра. Не сака ни да разговара со мене, нити Комерцијална банка, нити фирмата Металика. Кредитот само се зголемуваше и зголемуваше. Од 1.400.000 евра Комерцијална банка исплати на фирмата Металика 2.065.000 евра. Бидејќи Металика не го враќаше кредитот, веднаш се пристапи кон реализација преку извршител Весна Јакимовска. Од сигурни извори после има и цедиња, дознав дека сите пари се префрлени на правни и физички лица. Кредитот беше земен строго наменски за рестартирање на фабриката. Комерцијална банка останува отворена према Народна банка со кредитот од некаде преку 2 милиона евра. И немат како да го прикажат кредитот. После завршување на пресудата во Врховен суд, не поминуваат месец дена, поднесуваат барање за стечај на фирмата Металика и во еден ден фирмата Металика со долг од преку 2 милиона евра према Комерцијална банка затвори се прави стечај во еден ден и се бриши Металика од централниот регистар на харти од вредност и долгот према Народна банка го снемуваат. Митановски раскажува и за невообичајната спрега меѓу судството и банкарите. Комерцијална банка го успоруваше процесот после пресудата на апелација во моја корис да направат ревизија. И мене во очи ми рекоа: наши луѓе се во Врховен суд, ревизијата ќе ја направиме ние како што сакаме. И вистина, за нецел месец ревизијата се реши во Врховен суд и сите остана што немаат пари да ме исплата штетата, тој што имаше пари Комерцијална банка ја ослободија. Митановски за случајот ги алармирал сите институции, полицијата, Народната банка, обвинителството, финансиската полиција, но тоа завршило безуспешно. Тој понуди документи со кои тврди дека може да докаже како течела организираната шема низ судските лабиринти, како што вели заштитени од Комерцијална банка. Прача дали акционерите на банката знаат каде завршувале милионите евра. Како може ова да се случува во нашава држава и никој од институциите да не реагира? Да се перат пари од Кичево во Кичево или од Скопје во Кичево, мене ми е нејасно. Од Комерцијална банка одговор за овој и за претходните случаи најавија пред да заврши серијалот. Тој вештачењето ми го испрати на емајл, на мојот личен емајл, да проверам дали се согласувам со неговото размислување. И доколку нешто фали, да допишам сам. Значи, судскиот експерт ми праќа мене, јас да си допишам што сакам. Значи, така функционира нашата судска пракса.